Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВСВ. И овој карневалски викенд повторно ќе ги зборуваме темите кои што се поврзани со земјоделството. Ситуацијата околу украинско-рускиот спор секако не ги остава рамнодушни ниту пак земјоделците ни откупувачите кои што сметаат дека овој конфликт секако дека ќе влијае како врз производството, така и врз пласманот на македонските земјоделски производи. Повеќе од разговорот со Блажо Витанов што го направи колегата Ване Трајков. Господине Витанов, во моментов навистина имаме високи цени на зеленчукот. На што се дължи тоа? Дали е тоа домашно производство или сепак производство од увоз и на што се дължи пред таква високите цени на зеленчукот? Ако земеме репер од пред 15-20 дена, во моментот цените се барем за едно 30-40% подолу, меѓутоа уште тоа не се рефлектира да се на некои цени кои се прифатливи за луѓето. Домашната роба што ние во моментот ја имаме најповеќе компири, зимска зелка, веќе во континуитет 10 дена цената паѓа надолу. Денеска кај нас зимската зелка се откупува на 18 денари, а нема кој да ја товари. Има као цена од 18 денари, а нема кој да ја товари. Ако збориме за младата пролетна зелка, прибидејќи таа е во екот во Албанија, моментално количини таму има, за последната недела дена цената спушти 20 центи доле и они немат излез. И ситуацијата во моментот војната што е Украина, Русија, тоа ќе се рефлектира и понатаму ќе продолжат цените да паѓат. Во моментов на македонскиот пазар зеленчукот каде се имаме? Тоа е најповеќе од Албанија и од Грција, нешто влегува и турска роба. Сега доматите, краставиците нормално се уште скапи, за да произведе тој артикл има допунски трошкови на име на грење и така натаму, царина увозна, заштитни цени и сето тоа уште ја држат цената на едно високо ниво. А кога ќе сето тоа се надмине и треба да почне нашето производство да излегува, се плашам дека ќе биде со многу ниски цени. Како ќе се рефлектира оваа руско-украинска криза? Знаеме дека еден од традиционалните пазари ни беше Украина, Белорусија, Русија, дел од производството се извезуваше на таму. Ова што ќе значи за вас? Вие, предпоставам, преговарате, договарате или веќе сте договарале? Што? Веќе има ли откажување? Рефлексии има веќе негативни. Ние ќе земеме за нашите украински партнери. Од пред недела дена сите тие нарачки што беа предвидени да робата тргне према нив се откажани. Во моментот не е битна ниту цената, нити ништо, едноставно таму нема услови веќе за продажба, привидејќи е тотален хаос во Украина, а сето тоа шом сега се откажуваат сите нарачки, прв пат можам да кажам дека сум песимист за наредниот период, ако тоа таму не се среди и завладее мир, дека хаосот на нашата пролетна роба што ќе дојде да се пласира, ќе биде многу голем. Имаме ли досега македонскиот зеленчук одеше ли на рускиот пазар наспроти овие санкции кои што се воведуваат? Како сето тоа ќе рефлектира? Македонски производи одеа и за Русија и за Украина. Претежно јаболкото за Русија, нешто зимска зелка, а за Украина ода и нон-стоп не е прекинало, повеќе артикли, не само од зеленчукот и овошјето, меѓутоа сега во моментот се е застанато и ништо не функционира. Разговорите што ги правиме секојдневно се дека таму ситуацијата е опасна и дека нема шанси да се нешто покрене во моментот. Значи, тоа е проблем. И уште едно прашање. Што во ваква констелација и на глобално ниво, мислам, во однос на овие источни пазари,
и во однос на домашното производство со зеленчук, какви цени може да очекуваме? Ќе бидат ли прифатливи за консументите, односно граѓаните? За нашите граѓани во држава, цените кои следуваат сега од нашето домашно производство ќе бидат секако прифатливи, оти ќе бидат ниски. Оти шом се затвори еден поголем пазар како што е Украина и Русија, каде што ние добри 40% од сета таа роба ја пласираме на тие пазари, нормално дека ќе се појави вишок на домашниот пазар што ќе рефлектира со паѓање на цените. А сето тоа е неповолно за нашите земјоделци, се уложија пари, се инвестираа пари, народот очекува да земе пари. Оваа година нема да биде таква година по мое видување и се плашам дали луѓето ќе може да ги покријат основните трошкови кои ги имаат направено производство, барем да дојдат на нула. Имајќи во предвид дека и тие реагираат, па повисоки им се цените на односно трошоците, со оглед на ѓубривата кои што поскапеа се увезува малтене од Русија. Баш така, тоа ми е зборот, значи производството да дојдеш до финален производ со сите покачувања на енергенси и на било што е поврзано со производство отидоа горе, сега цените очекуваа за оваа година да бидат некако постабилни, повисоки, за да има некаква економска исплатливост. Меѓутоа, сето ова што се случува сега со Украина и Русија, се плашам дека нема да биде така. Господин Витанов, и само за крај, со оглед дека вие сте откупувачи и трговец не само во Македонија, туку и малку пошироко од регионот. Какво е опкружувањето и тие ли се плашат и можно ли е кризата во Украина и Русија сето тоа да предизвика немање на пласман и малтене тука паѓање на цените, бидејќи и Албанија претпоставувам извезуваше во Украина и Грција исто така, Грција е земја членка на Европската унија, но генерално гледајќи ги опкружувањата, сето тоа што ќе значи за аграрот? Моментално тоа најмногу во моментот се осеќа во Албанија. Јас ќе ви кажам еден податок. До пред недела дена, ајде 10 дена да земеме репер назад, цената на младата зелка пролетна во Албанија се товараше 0,70 евроценти. Денеска ја нудат на 43 евроценти. Тоа е малтене 40% намалена цена. И тоа не значи дека утре нема пак да падне. Оти сега во нив е екот на сезоната на бербата на тој артикал, а нема пласман. Најголеми купувачи на зелката генерално земено во моментот и години назад е Украина. Алтернативни пазари ние бараме, звониме, меѓутоа сето тоа како ќе се одрази сега во наредниот период останува да видиме. Пред неполн месец осамна информацијата за запленета тони пол марихуана во производствени погони во Струмичко. Тоа го отвори прашањето што всушност значи самиот технолошки процес на производство на ова растение и дали може дел од неговите производи да бидат пласирани на пазарот. Струмичкото поле гледано од висина наликува на една голема површина покриена со пластична фолија. Но во поединечните плантажи, наместо на далеку познатите пиперки и домати, последните години масовно се произведува канабис за медицински цели, односно марихуана, или како што струмичани меѓу себе ја нарекуваат, трева. За нив малку се знае во јавноста, освен дека речиси во секоја општина во регионот, вклучително и Струмица, има најмалку по 2 вакви компании. Сепак, спектакуларно најавената полициска акција од пред 10 дена го сврте вниманието на јавноста токму кон овие фармери, затоа што од магацинот на една од компаниите кои што произведуваат канабис во овој регион се заплени марихуана вредна околу 3 милиони евра. Првичната информација беше дека марихуаната не била пријавена и тоа беше се. Повеќе од една седмица, институциите не излегоа со нови податоци. Која е компанијата и какви точно пропусти направила за да и се заплени производството? Извори за Телма тврдат дека компанијата се наоѓа во општина Босилово, поточно во атарот на селото Бориево, но ниту полицијата, ниту јавното обвинителство не сакаа да ја потврдат информацијата. Од основното јавно обвинителство во Струмица велат дека кривична пријава има, како за компанијата, така и за 2 физички лица. Тие се товарат за кривично дело, односно кршење на законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци.
Во образложението се вели дека не доставиле потребни извештаи и барања до Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за лекови, како што предвидува законот. Од обвинителството појаснуваат дека по поднесената кривична пријава, надлежниот јавен обвинител издал барања за доставување потребни податоци до повеќе институции, како и наредба за вештачење и анализа на податоци од хард диск од персонален компјутер, одземен при претрез во пријавеното правно лице. Врз основа на член 1, 24 и 28 од Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка. Одземените кутии со сув цвет од канабис, сув лист од канабис и биомаса се предадени на чување на Агенцијата за управување со одземен имот до завршување на постапката. Председателката на Комисијата за контрола врз фирмите кои одгледуваат марихуана, Лидија Савиќ, во телефонски разговор кажа дека струмичкиот случај уште не е затворен, затоа што се прави втора проверка на документацијата. Савиќ ни рече дека случајот е откриен откако сопственикот пријавил кражба, па при проверка е утврдено дека не ги почитувал законските правила за евиденција на марихуаната. Други детали не сподели, освен што ни потврди дека случајот, според нејзина проценка, треба да заврши со одземање на дозволата од фирмата. Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Минатите месеци бил ангажиран како експерт во една од компаниите за производство на марихуана за медицински цели. Вели дека одгледувањето марихуана е деликатна работа, а дека условите се далеку поригорозни од производството на било што друго, вклучително и на зеленчукот што секојдневно масовно го консумираме. Процесот на производство, освен што е сложен, е и многу скап. Инвеститорите вложуваат богатство за вадење на една реколта. И за време на цветењето вие не смеете да го третирате со ништо во цветот, а го напаѓате секти. И сега, знаете, пример за зборам пластеници. И тука работната рака треба да се пази, значи голема работна рака се употребува. А знаеме дека работната рака е едно од најскапиот што се влече. Баш ка што другите пропратни процеси, кои што се всушност пропратни процеси, као што се пример внатре за осветлување, кај што знаеме струјата е тоа, надвор пример за ладење, а пота наводнување, посебни препарати, кои зборам препарати за заштита пред цветањето на база, да речеме, концентрат од порток. Овие или некои други, или пример корисни Bacillus thuringiensis или некои други бактерии кои што се не се штетни за луѓето, овие се многу скапи препарати. Според Ивановски, оваа година била една од најлошите за производителите на медицински канабис, затоа што откупот бил многу слаб, па голем дел од производството останало во складиштата. Откупот или пласманот на цветот на канабисот може да се сведи многу минимално или на нула. Голем број нема откупот, нема заинтересираност да вид. Затоа што лесно е да се, јас велам секојаш лесно е да се произведи, тешко е да се пласира. Кај нас се уште не е развиена индустријата за преработка на цветот на сув канабис, сувиот цвет на канабис, за добивање на производи масло и други на канабисот, а сето тоа услово како резултат на тоа пласманот да е минимален. Значи не станува збор дека има некоја алчност од страна на газдите, да речеме, собствениците на производител на канабис, па неќе да го дадат, него едноставно немат. Има на компанија, мислам, Реплекли, не сум сигурен, каде што откупуваа канабис, ама не се во можност да го откупат целокупното количество на производителите и они се сега а рекоме процесот е многу скап. Со оваа констатација не се сложуваат некои од собствениците на компании за производство на канабис во Струмичко. Тие сметаат дека има пропусти помеѓу нивните конкуренти и дека не се добива потребниот квалитет, па затоа марихуаната тешко се продава. Предлагаат построги контроли, но и одземање на лиценците доколку не се почитуваат утврдените критериуми. Како што знаете, во земјоделската емисија оставаме простор за вас земјоделците и стручните совети кои ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. На почеток на денешниот прилог, како обично, вие сте први,
Господине Табанов, што би истакнале за денешниот прилог? Па вака, сега е период на и доаѓа период на гоење на зелката и сакам да го истакнам производот Аристон на Фитобест Груп. Аристон е производ кој што содржи калиум и сулфур, односно тоа е калиум тиосулфат, кој што е одма и лесно достапен за растението. Значи, овој производ служи за гоење на главата на зелката, како и убрзување и мотање на главата на зелката. Доза на употреба, пример, во колку имат, обично сите земјоделци имат систем капка по капка, колку би препорачале? Овој производ по систем капка по капка се препорачува во доза од 1 до 3 литри на декар, а фолијарно употреба се препорачува од 200 до 250 милилитри на 100 литри вода. И сосема на крај, дали аристонот понатаму може да се употреби кај другите гренарски и други култури? Да, значи аристонот се употребува почнувајќи од гренарски култури, се употребува во воштарството, во лозарството, во полјоделството, односно секаде каде што има потреба од неговите елементи. Благодарам господин Табанов за денешната презентација. Иначе, почитувани, ние продолжуваме понатаму и би сакал нешто да спомнам од Агроуник Македонија, увозник и дистрибутер, тој е Унистарт. Унистарт се карактеризира тоа што представува течно, специјално микробиолошко ѓубриво, содржи повеќе соеви или видови на бактерии кои што овозможуваат да вршат разградувањето на минералниот дел. Знаеме, за да може да растенијата ги прими хранливите елементи, мора да се разложат или разградат на јонска форма, а у исто време ова ќе помогне и од аспект на кај Унистартот подобрување и на pH на почвата. Унистартот оди во доза 1 литар на декар, значи систем капка по капка, а во колку сакате да извршите, пример, залевање во расад, тогаш оди во доза од 0,3, односно 30 мл на 30 мл во 10 литра вода и со залевање се врши во лејата на растенијата. Исто така би сакал да ви информирам, па и да презентирам дел, дека од денешната емисија, од денешниот прилог, Фалком Струмица, ке наш исто така покровител, односно Фалком Струмица со своите производи, кои што ги пласира веќе долг период, веќе е познат широм државава. Би сакал да истакнам дека за денешната емисија би спомнал нешто за сулфацидот. Сулфацид се карактеризира со тоа што содржи поголем процент на сулфур и 15% на азот. Односно, содржи 41% на сулфур и 15% на азот. Производството е од Франција, според новата технологија патентирана за производство на посебни ѓубрива, кој што овозможува квалитетот и действото да му е најголемо. Исто така би сакал да спомнам во врска со сулфацидот, дека представува број 1 во групата на коректор на pH на почвата, односно коректор на засолени почви кои што имат висока pH, 8 па и повеќе од 8, а знаеме дека особено во овој дел, не само на нашава држава, него овој Струмчката котлина или овој дел, и не мора како Струмчката котлина, и наваму на југозападниот дел на Македонија, дека голем број на почви се засолени како резултат на неправилна употреба на одредени ѓубрива. Ова засоленост оневозможува да може и да растенијата нормално да растат и да се развиват, па затоа рековме сулфацидот тука ќе помогне. Најдобро е, нормално бики станал збор за корекција на почвата, сулфацидот да се употреби преку систем капка по капка и тоа оди во доза од пола литра до литар на декар, односно 5 до 10 литра на хектар, во зависност од засоленоста, односно од корекцијата или спуштањето на pH до една нормална разина. И тука би сакал исто така да истакнам дека сулфацидот може да се употреби и повеќе кратно. Значи, во колку има подолг период на доста висока pH или подобро, тогаш може да речеме на секој 10 дена да се пушти сулфацидот во систем капка по капка од 5 литра на хектар до 10 литра на хектар. Со тоа, рековме, ќе има добра корекција на pH на почвата.
И за крај на емисијата Агроинфо да погледнеме што интересно се случува надвор од границите на Македонија, поврзано со современи земјоделски технологии.
Поштовани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вест. Благодарност за вниманието со кое не следевте. До следната недела, пријатно.